Годишно во државата се евидентираат во просек по 1500 случаи на несреќи на работа со тешки телесни повреди, што значи дека дневно најмалку по 5 работници наместо дома од работа завршуваат во болница, покажуваат извештаите на центрите за јавно здравје. Најзагрозени сектори и понатаму се градежништвото и рударството, каде лани се избројани и 12 смртни случаи, што е речиси половина од вкупниот број на починати работници. Според синдикатот, ова е потврда дека работните места во државата не се безбедни. ССЛ смета дека се уште не се обезбедени оптималните услови за целосна сигурност и безбедност, како и обезбедување на континуирано напредување на состојбата со здравите и безбедни услови за работа во нашите компании. Споредено со годината претходно, нагорна е линијата и на случаи на повреди и на смрт на работно место, што е голем здравствен, но и економски удар. Не само што предизвикуваат немерливо човечко страдање на жртвите и нивните семејства, туку се причини за големите економски загуби за предпријатијата и националните економии кои се манифестираат преку зголемени трошоци за здравствена заштита и обештетување, трошоци поради изгубеното производство, намалена работна способност и пониско учество на работната сила. Заштитата при работа е одговорност и на компанијата и на државата. Градењето, одржувањето и управувањето со системите за безбедност и здравје на работно место мора да биде задача и приоритет на сите релевантни актери во оваа област. За жал, поголемиот број од нашите работодавачи сметаат дека со склучување на само еден договор со надворешни овластени правни лица за извршување на стручни задачи во врска со безбедноста и здравјето при работа, неговите обврски престануваат и го решиле проблемот по однос на безбедноста и здравјето на своите вработени. Голема улога сепак игра и личната одговорност на секој работник поединечно. Најмала грешка и најмало непочитување на одредени протоколи на работа може за жал да бидат платени со живот. Треба навистина строго да се почитуваат сите и протоколи за работа и носење на лична заштитна опрема и почитување на работното време на работникот. Најновиот извештај на Сдруженијето за заштита при работа лани официјално регистрирал 165 повреди на работа и 30 смртни случаи. Во општините од регионот 8 работници работниот век пред време го завршиле со смрт. По општини 3 смртни случаи се регистрирани во Радовиш, по 2 во Кочани и Свети Николе и 1 во Штип.